Добро вечер. Ова е новото издание на емисијата за македонските работи. Вечера мој гостин е професор доктор Александар Василевски. Иначе по вокација вие сте средновековист, но во моментов сте директор на Институтот за старословенска култура во Прилеп, а иначе сте по звање виш научен соработник. Александар, благодарам што дојдовте во ова топло, жешко, скопско лето, но имаме убава тема за разговор, за она што е во околината на Прилеп како средновековна вредност, како средновековно духовно богатство, но и нешто и од околината на Скопје. Добро вечер. Добро вечер, ви благодарам на поканата најпрво и за можноста вака да поразговараме за некои теми кои што сметам дека и на гледачите ќе му бидат и другото интересни, бидејќи ние како научници, како луѓе кои што се занимаваат со проучување на минатото, генерално се занимаваме со теми кои што се наменети за една потесна публика. Сега сметам дека ова е значаен момент и можност да и пошироката јавност да се запознае со сите овие истражувања. Кога се подготвувавме за оваа емисија, јас реков дека ќе споменам дека вие сте и добитник на наградата Гоце Делчев за 2022 година за еден значаен придонес во областа на науката со вашата монографија. Сакам вие да ми го кажете и насловот, но и темата за што се однесува. Монографијата за која што ја добив ова мислам значајна награда и која што многу лично мене ми значи како истражуваш, како потврда за моите како да кажам вложување едноставно во науката, беше монографијата за поствизантиските представи на Страшниот суд од територијата на Република Македонија. И во неја беа обработени, односно целосен преглед беше направен на сите оние представи на Страшниот суд кои што до денеска ни се познати, а се наоѓаат на нашата територија, на нашата држава. Честа тема ли е темата за Страшниот суд во ова дзидно сликарство што го имаме кај нас? Нажалост, таа била чиста тема, но нажалост, бидејќи најчесто се сликала на самите фасадни површини на екстериерот на црквите, во најголем дел се уништени овие представи и така што, да речем, посебен предизвик во истражувањето на оваа тема е тоа што сликарството претрпело потешки оштетувања, па после тоа ние мора да ги одгатнуваме сите оние мотиви, сцени кои што биле насликани. Инаку се работи за отприлика околу 17 примери, кои што ги имаме зачувано во одредена мера во нашите поствизантиски споменици и секако тука на овие примери мора да се вклучат и оние средновековни примери кои што датираат од 13-тиот и 14-тиот век. Тие се, нажалост, нели, бидејќи, како што спомнав, поствизантиските се во голема мера уништени, средновековните сигурно ги имало во поголем број, но и од нив се сочувани единствено само 4-5 примероци кои што се во неколку цркви. Вие сте со седиште во Прилеп, Институтот за старословенска култура, својата седиште матично го има во градот Прилеп. И кога се договаравме, рековме, може да представиме пред публиката она што е специфика и за вашата научно-истражувачка дејност, но и за самиот регион Прилеп и Прилепско, да ставиме еден акцент на она што представува комплекс или манастирски, па и духовно-културен, историски комплекс околу селото Зарзе. Ќе го представиме и Трескавец и еден дел од Скопскиот регион, односно делот околу Матка. Но најпрвин за Зарзе, знам дека вие и ми донесовте некои фотографии, бидејќи јас сум лаик во таа работа, ве прашав колку се зачувани оние фреско записи во овој комплекс, дали се фрагментарни, не се фрагментарни, што имаме во Зарзе и зошто е прогласен за споменик на културата? За среќа да речем, Зарзе беше тема на мојата докторска дисертација. Така што, мислам, не само за манастирскиот комплекс, туку и таму има еден поголем број на сакрални објекти кои што се секако гравитираат околу овој манастирски комплекс.
И всушност тоа што е интересно за сите овие, нели, кога разговаравме, рековме дека ќе се осврнеме на овие прилепски споменици, е многу карактеристично тоа што сите се производ на денешната нивна форма која што ја гледаме, се производ на повеќе зафати кои што траеле со стотици години. Значи, почнувајќи уште од средниот век па до 19-тиот век активно се обновувале, се пресликувале, се преизменувале, што всушност е еден индикатор, еден показател за богатата културна традиција и континуитетот кој што таа културна традиција има на овие простори. Инаку за Зрзе што се однесува, Зрзе уште од средниот век е еден од најзначајните монашки центри во Македонија. Од оние историски извори кои што ги имаме, на жал, кои што се сепак многу фрагментарни, голем дел од нив се изгубени во текот на времето. Дел од тие надписи кои што постоеле во манастирската црква се подоцна пресликани, препишани, уништени едноставно. Знаеме дека уште во манастирот е основан во 14-тиот век, но според посредни историски извори со голема сигурност може да се каже дека тој постоел уште од 11 век. Но нажалост од тие објекти кои што потекнувале од времето на Роман III Аргид, например, да речеме, и другите византиски императори, немаме материјални остатоци во некаква сегашна форма, да речем, во зачувана форма, но со археолошките истражувања се покажа дека всушност таму има постари објекти кои што функционирале во овој период, уште можеби од почетокот на 10 век, потоа исто имаме рано христијанска базилика која што е во непосредна близина на манастирскиот комплекс, што мислам го потврдува она кој што го кажавме дека всушност има една милениумска традиција на функционирање, но она што денеска ние го подразбираме како манастирски комплекс, како да речем како сакрална архитектура, како сликарство, потекнува од 14-тиот век, односно втората половина на 14-тиот век, и тоа сликарство во најголема мера е уништено. Реков, она што е интересно, подобро сочуваното сликарство е од западниот дел во црквата. Го знаем името на ктиторот, значи во кој што било во чија што чест била осликана и најверојатно изградена оваа припрата на Зрзеската црква. И сликарството датира од 1368-69 година, но како што кажавте, и сама тоа е во најголема мера е уништено. Значи, со тие преградби, подоцнежни, уривање, промени на концепцијата на црквата, од тоа сликарство имаме само помал дел сочувано. Кои се карактеристиките на онајте што е зачувано како фрагмент? Имаме ли некои карактеристики кои што се за ова поднебје или пак невообичаени за ова поднебје? Во секој случај, ова уметност е силно поврзана со самото јадро на Охридската архиепископија. Да. Значи, оние работилници кои што потекнуваат, кои што биле активни во самото јадро, односно тука го подразбираме самото седиште административно на архиепископијата Охрид, но се разбира тука значаен центар бил особено од аспект на сликарството и културата бил и Костур. Така да ова сликарство во однос на тие стилско-ликовни карактеристики може да се поврзе токму со овие центри, претежно со Костур. Но она што е интересно, сепак, нажалост, не можеме да ги кажеме оние финални судови околу целокупната програма, иконографијата и распоредот, изборот на фреските кои што биле насликани. Значи, Зрзе е уникатен пример, западната припрата сега зборуваме, бидејќи ова е, како што кажав, многу покомплексно, поголем број на објекти има сакрални. Западната припрата, тоа сликарство од 14 век кое што е сочувано, е карактеристично бидејќи има теми кои што едноставно не се среќаваат на таа позиција никаде во ниту една црква ниту од пораните периоди, ниту од подоцнежните, ниту пак во кои што се современи споменици. Така, например, имаме евхаристични теми кои што се карактеристични за таа олтарска програма на византиските цркви. Во Зрзе ги среќаваме на западниот зид на припратата, што е многу карактеристично. Имаме представи на големите црковни отци, на основоположниците всушност на православието, свети Васили Велики, свети Јован Златоус, свети Григори Назијански, значи сите тие се насликани во монашки облеки. Бидејќи тие вообичаено се сликаат како архиереи, но сега во Зрзе се насликани како монаси, што всушност укажува дека уште во самото
основање, односно во периодот на основањето на манастирската црква, Зрзе првенствено имал силна монашка традиција на која што се надоврза. И има и уште многу такви, да речем, куриозитети во поглед на иконографските решенија и на стилско-ликовните решенија, но овие се оние кои што вреди да се подвлечат за сликарството од овој период. Знам дека ти ми донесе некои од фотографиите. Ова сега што гледаме ова е трескавец. Од трескавец и е вовет во она што ние сега сакаме да го истакнеме. Какво е значењето на трескавец на овој простор и во историскиот простор? Трескавец, бидејќи нели е во непосредна близина на Прилеп, и ден денеска е значајно духовно средиште, не само за локалното население, туку и за пошироко. И за Зрзе, кога зборував, тоа е еден поизолиран манастир кој што едноставно е поотсечен од овие големи градски центри. Трескавец од секогаш бил поврзан и со средновековниот Прилеп и со денешниот Прилеп генерално. Мислам, и јас лично како прилепченец имам посебен однос и посебни чувства едноставно кон манастирот. Ти како Ако Трескавец е во поблиска непосредна близина на Прилеп, Зрзе мислам нешто подалеку, во северозападниот дел. Зрзе баш се наоѓа во најсеверниот дел на Пелагонија, тоа е на една погранична зона помеѓу Пелагонија и Поречието. Всушност три области се тука, а од другата страна на планините е Азот, онај велешки дел. Што значи дека е на една многу стратешка позиција поставен. Бил, да. Мислам и во средновековието, тој во одреден период, во таа втора половина на 13 век, се наоѓа на самата гранична линија помеѓу српската средновековна држава и Византија. Зрзе. Трескавец е секогаш поврзан со градот. Трескавец секогаш ги има тие силни врски со Прилеп. И она што се случува генерално во средиштето во Прилеп се пресликува и на самиот манастир. Знаете дека Трескавец, мислам Прилеп како и во средниот век особено има едно исклучително стратешко значење. Место, да. И во тој 13 век постојано ги променува тие господарите, да речем, во различни државни творби, потпаѓа од деценија во деценија, така да сето тоа на некој начин може да се пресликува на самиот манастир и можеме преку тие зафати може да се видат и кои биле културните тенденции и самата монашка заедница каде се прислонувала и така. Мислам, тоа е самото богатство на Трескавец кој што сам по себе еден исто, нели спомнав, но таму за разлика од Зрзе каде што ги гледаме по автохтоните форми, кои што се директно произлегуваат од нашите културни традиции тука од македонските културни традиции, во Трескавец се гледа баш оние влијанија кои што доаѓаат од страна, кои што се поврзани претежно со аристократијата која што доаѓала да владее тука. Така, јас еве како нововековец знам дека податоци за Трескавец имаме од Ѓорче Петров. Така. И спомнува нешто, например, за потеклото на името, зошто е баш Трескавец. Така, мислам, тука има легенди. Легенди, да. Повеќе легенди, кои што се поврзани со, мислам, бројни се тие легенди за манастирот. Да спомнеме барем една, ако ништо друго. Можеме да спомнеме, мислам, тоа е дефинитивно и тоа е дел од богатството на самиот манастир и неговата вкоренетост во традицијата. Инаку легендата е поврзана, она најпозната легенда е поврзана со султанијата Мара, како што се наведува во тие народни легенди, преданија, кои што нели се поврзува пак во историската, според историските податоци, некакво поврзување е направено со Мара Бранковиќ, која што била и жена на османлискиот султан. Бајазид, на Бајазид, да. И се поврзува тоа дека всушност, ајде сега накратко да има потреба да прескажеме легендата или зошто да не ја знаеме, ама мислам дека публиката не ја знае. Значи народното предание кажува дека кога сакала султанијата Мара да се причести во манастирот и било забрането да влезе, и таа е разгневена од тоа бидејќи таа се уште се чувствувала како христијанка, наредила целото монашко братство да биде убиено и да биде оставено во самата црква.
И потоа народот раскажува дека всушност од крвта на убиените монаси се создало некакво чудовиште кое што не дозволувало никој да влезе во манастирот повеќе стотици години. Да. Знаете, народниот... Да, ова ние сакаме да истакнеме дека се работи за навистина една фантастична работа која што е легенда. Многу повеќе зависи од природните и климатски услови, од што... Да, и поентата е на тоа дека самото име се поврзува, после тоа кога дошло времето, нели, народниот автор секогаш се врзува со 500, со 300 години, така обично. Гром го убил тоа чудовиште и потоа манастирот бил ослободен и можело повторно да се користи за и дека со самото тоа громот кој што удрил, нели, кој што треснал буквално, од тука потекнува името на манастирот дека го носи, нели, трескавец. Но всушност и самото местоположба е таква, бидејќи високо. Да. Често е, па сепак е поврзано со громот, нели? Да, и така точно. И уште од античко време на некој начин се поврзуваат тие легенди, стојат тука, бидејќи имаме епиграфски споменици кои што говорат дека во античко време на самото место на манастирот или во негова непосредна близина постоел храм на богот Аполон со еден чуден епитет Еуданатос, кој што се поврзува како со на громовничка функција. Исто и на Артемида. Така да, тие се традиции кои што се пресликувале, а инаку манастирот е посветен на успението на Богородица. Така. Сега јас ке замолам да ни покажат од фотографиите, да видиме што све имаме како вредност, како... ова што е сега, фактички... Ова е манастирот Матка. Во Матка, за нејзе после нешто ќе кажеме. Ако може малку да ги проследиме другите фотографии, ова ни е исто така. Ова е црквата Свети Атанаси во Шишево, во самото Шишево, тоа го гледавме Матка, црква. да. Следната фотографија, која што беше од манастирот Свети Никола Шишевски. Да. Да одиме малку понатаму. Да. Ова е Свети Никола Шишевски. Да. Ако може да почнеме од почетокот. Првите фотографии ни беа од Зрзе, така? Ова е трескавец, всушност. Да, ова е трескавец. Сега, еве таа, да речеме, географија на која што е поставен, ова изгледа натре навистина импозантно. Значи, исто како генерално истата приказна и тука може да се каже, дека всушност црквата е преправана, доградувана, пресликувана. Секој период, секој владетел внесува, се разнесува. Во Трескавец имаме и сосема известно од истражувањата дека всушност таа црквата, правобитната градба, веројатно потекнува од 12-тиот век, но најголемите измени се случуваат кон крајот на 13-тиот и почетокот на 14-тиот век. И карактеристично баш за Трескавец е тоа што всушност имаме едни византиски, цариградски решенија во самата архитектура. Аристократски, да речеме. Во самото, нели, средиште на византиската империја кој што ја произлегува. Сега ме потсети се во ова со оглед дека средновековен Прилеп е значајно средиште на она што се вика средновековна држава на Волкашин и на Марко. Дали се тие присутни во живењето на овој комплекс и за Зрзе и за Трескавица, за овој простор, да речам, културен, историски, колку се тие поврзани со овој простор и со овие објекти? Зрзе имаме и пишани податоци кои што баш се осврнуваат на некој начин посредно на Волкашин и на Марко. Бидејќи од таму потекнува еден од најзначајните документи кои што го имаме ние за културната историја, тоа е онај познат надпис Зрзевски кој што се однесува на браќата Јован и Макари, кои што на познатите сликари. И баш на некој начин, бидејќи Јован имал висока црковна титула, на некој начин се директно поврзани со ова Маркова администрација, да речеме, и
со средиштето на самата држава. Во Трескавец несомнено дека биле поврзани. Мислам, Трескавец, како што спомнав, секогаш е поврзан со она што се случува во Прилеп. Так. Но од тоа што го имаме на терен не можеме да со сигурност да го поврзиме со некоја директна акција или заложба на Марко и на Волкашин. Ова со намера го прашав со оглед дека знам имаш труд кој што се третираат сакралните објекти во средновековен Прилеп, низ пишаните и материјалните извори. Ајде, оваа тема навистина е интересна, како ние дознаваме и како можеме ние да работиме и како ние реконструираме како научници. Сепак, јас мислам првенствено мојата вокација, мојот позив историјата на уметноста и генерално на некој начин како научна дисциплина ние сме помеѓу она што е пишани историски, класични историски извори и она што е материјални извори, но сепак предизвикот во истражувањето во нашата научна дисциплина е тоа што всушност многу често, особено во оваа византијска и поствизантијска уметност која што ја проучуваме, самата слика има функција на знак, има знаковност одредена која што ја носи во нејзе и прераскажување, пренесување на одредени идеи кои што најчесто се тие теолошки идеи. Што е сосема нормално во средновековието да бидат и темите така. Такви се темите, да, генерално се поврзани со христијанството и тоа во најголем дел, иако имаме и секуларна профана уметност, сепак најголемиот дел од тоа што го имаме поврзано со таа сакралност, но секоја тема во уметноста пренесува некаква теолошка порака. И сега тука има многу подслоеви кои што овозможуваат не само да се разберат тие генерални сваќања на црквата кои што се, туку имаме можност да се поврзиме на одредено ниво и со самите ктитори, со самите автори кои што работеле на овие споменици. Значи, тоа е од аспект на историјата на уметноста. Поради тоа, да речам, кога се занимаваме со истражување на овие објекти, бидејќи најголема среќа за нас е кога успееме да најдеме некој пишан извор кој што дефинитивно ги определува работите точно, кажува за авторите, за ктиторите, за времето на подигањето на објектите, за некакви односи кои што постоеле во тоа време. Во Прилеп, баш поради оваа состојба сега како што за која што зборувавме претходно, голем дел од овие надписи се уништени. За среќа имаме сочувано, имаме и некои многу интересни надписи кои што овозможуваат да се расчистат значајни прашања од историјата, не само на регионот, туку и поширока на целата Македонија и така. Значи во самото истражување генерално се на некој начин преку материјалните извори може посредно да се дојде до одредени сознанија за оние процеси кои што се случуваат. Особено значајно за Прилеп е тоа што, како што споменав, во втората половина на 13-тиот век, тој е едно од најзначајните упоришта на Византиската империја на целиот Балкан. Бидејќи тогаш после отстапувањето на териториите на Северна Македонија на српската држава, на Милутин, на кралот Милутин, Прилеп се наоѓа на таа гранична линија која што го опфаќа Прилеп, Велес, Струмица, значи кој што ги дели териториите, и едноставно представува значаен и воен центар, но и трговски центар, бидејќи тука се одржува и Панаѓур и што е значајна економска работа во средниот век. Да, секако мислам, особено со позицијата што ја има, знаеме дека доаѓаат на тој Панаѓур доаѓаат и венецијски трговци од Дубровник, значи имаме од една поширока територија, се продава, се тргува всушност тука. Така да знаеме дека во тој период бил значаен центар. И сите овие процеси, како што кажав, може да се проследат баш преку овие сакрални споменици. Значи гледаме
нови фази на изградба. Во краток период се градат голем број на објекти кои што пак имаат различни решенија и на некој начин може да се поврзат со тие работилници од кое место доаѓале. Значи, не само сликарите, туку и градителите, од кое место биле нарачателите и така. Мислам, а од историските извори имаме пак податоци дека некои од најзначајните луѓе кои што биле директно инволвирани во средиштето на политичките збиднувања во Византија, токму во Прилеп биле присутни и имале високи воени функции. Еден од нив е например Теодор Синадин, кој што му бил пријател на Андроник III палеолог и кој што учествувал директно во војниот преврат против неговиот дедо кога Андроник III стапува на престолот. Така да на византискиот. На византискиот престол, да. Така да речем, иако е на периферија на државата, сепак представува една значајна точка. Дали констатирате влијание, например, спомнате за Венеција и за Дубровник, влијание од таа сфера на културно делување? Не. Бидејќи економските односи се тие, дали тие можеби на некој начин влијаеле или па се застапени во уметничкиот фреско израз? Не. Мислам, генерално и целата територија на Македонија секогаш е силно поврзана со тие византиски традиции, барем во средниот век, она што е, иако се менуваат државите кои што владеат со овие простори, византиската култура останува секогаш доминантна и ретко може да се види, да речем, некое влијание. Тие се беззначајни во црковната уметност. Или можеби е обратен процесот, можеби од овде па се влијаело на тој простор. Сигурно, мислам, бидејќи особено знаеме дека и Венеција, па и целата северна Италија во тој средновековен период, во 12, 13, 14 век е под силно влијание на византиската уметност, бидејќи Византија се уште, иако ја нема таа политичка моќ која што имала во раното средновековие и во доцната антика, сепак останува на едно високо културно ниво и влијае, да речем, и уметничко ниво и влијае на западноевропската уметност. А самата по себе е за една затворена целина во која што, бидејќи нели она што го спомнав, дека всушност таа е една догматизирана уметност на која што тешко се влијае. Значи тие се има заокружени правила и многу тешко се примаат тие новини во таквата средина. Така. Ова намерно го спомнувам бидејќи ако говориме за Прилеп и Прилепскиот регион во времето нели на владетелите од династијата на Мрњавчевиќ, нели Волкашин и Марко, тогаш секако дека ние ќе мора да се осврнеме и на она што представува нивно влијание политичко, економско, културно и на Скопскиот регион, особено на просторот во Матка. Меѓутоа, вие сте се определиле во еден период да ја проучите темата што представува поствизантиско на просторот околу Матка, а се однесува на тие сакрални објекти. Да, па така, мислам како што споменавте, баш некако логично се надоврзува, бидејќи во тој период седиштето на државата на Волкашин и Марко се наоѓа во Прилеп, но најзначајните кралски задужбини се токму во регионот на Скопско, односно Матка, и во непосредна близина на Матка е нели Марковиот манастир. Маркова Сушица, тука е тој еден географски регион каде што можеме да ги следиме. Моите истражувања беа насочени баш кон овие поствизантиски споменици кои што ги имаме како сликарство, иако и тука имаме средновековни споменици во кои што има поствизантиско сликарство, значи станува збор за оригинално средновековни гради. Да, многу интересно, бидејќи спомнавте дека она што постоело претходно, дели во средновековниот период или византиската култура, да ја следиме во постпериодот. Како изгледа тоа? Кои се одликите на тие представи? Матка има повеќе, поголем број на поствизантиски сликарски целини ансамбли. Она на кое што сум се осврнал јас, генерално е таа преслика во црквата на Котариконот на манастирот Матка.
на црквата на Шишевскиот манастир, на Свети Да. Никола Шишевски, Да. и во селската, мирската црква во селото Шишев, што носи двојна посвета на Ние ќе Светиот ги манастир. проследиме подоцна. Да. Ова е конкретно таа градба на манастирот, мислам црквата од манастирот Матка, и тоа е средновековна црква која што датира од втората половина на 14-тиот век. Но има свое зрачење и свое влијание на тамошниот период. Да, всушност најголемиот дел, како што спомнав, од овие објекти живеат, буквално имаат милениумска историја. Бидејќи многу често истото и со манастирот Матка, истата ситуација, тоа што имаме во непосредна близина антички објекти, често се случува и ранохристијанска базилика да има, па потоа се гради средновековна црква, па во поствизантискиот период се доградува или се пресликува и така, мислам, едноставно живеат тие објекти. Сликарството од манастирот Матка, како што спомнав, нели, градбата потекнува од втората половина на 14-тиот век, немаме дефинитивни историски податоци од кое време потекнува, но сликарството е од крајот на 15-тиот век. Така. И се вклучува во една група на споменици кои што ги има на пошироката балканска територија и тие се барем во историјата на уметноста, во науката се сврстени како дела на Охридската сликарска школа. Иако станува збор за цркви и со хетероген тип, сликарството има различни особености во тие цркви, но сепак има некои сличности кои што постарите истражувачи ги навеле да ги врамат во единствена група на споменици. Од тие споменици, кои што најголемиот дел датираат од 15-тиот век, последен по хронологија е манастирот Матка, тоа сликарство. Еден од подобро сочуваните. Додека сме овде, ние би можеле да ги поминеме еве и фотографиите пред да одиме на друга тема. Овде, Александар, имаме представа. Ова е од Зрзе, ова е тој живопис од 14-тиот век, од 1368-69 година, и ова е представата на ангелот Господов, кој што му го дава монашкиот завет, монашкиот типик на основачот на тој општожителен начин на монаштво, Свети Пахом. Ова е една честа тема која што се среќава во средновековните и во поствизантиските цркви, особено во црквите кои што имале, како што кажав, монашки карактер. Понатаму имаме фотографија. Може да ги пуштате фотографиите, ние ќе ги проследиме. И ова е исто од Зрзе. Да, баш ја коментирав јас онаа представа на оној испосник со... Тој е Свети Варвар Етиопијски. Да. Тој е Свети Варвар Етиопијски и според неговото житие тој бил, нели, потекло од Африка, африканец бил. Има различни верзии на неговото житие, од кои што интересна е за нас една дури да речеме подоцнежна верзија, која што местото на неговото подвижништво, на неговото монашко живење, како топос го ја определува Пелагонија. Пелагонија. Да, едно од житијата го поврзува како така, мислам тоа е легендарна. Да. Нели? Понатаму следната фотографија имаме перспектива веќе на Трескавец, да. Со Златоврв. Тоа е всушност и тоа е едно место поврзано со тие народни преданија за златното јаболко кое што било поставено на Златоврв. Понатаму следната фотографија. Ова е внатрешноста. Внатрешноста на Трескавец со ова сликарство кое што потекнува од последната четвртина на 15-тиот век, речиси. Што е, јас пак ја речем, сепак монументално, ако е 15 век. Тоа е едно од подобрите дела. Ако во Матка ја имаме, да речем, тие се хронолошки многу блиски два споменици, ако во Матка ја имаме Охридската школа, ова пак се поврзува во една друга Костурска, така наречена школа. И во ова сликарство веќе имаме, она што претходно ме прашавте, веќе имаме западни влијанија. Западни влијанија. Почнува да се рефлектираат. Да. А ова е дел од стариот пат, од средновековниот пат кој што водел до Трескавец. Така. Овај сегментијете во позадина се гледа самиот манастирски комплекс. Така, сега, зошто имаме маркери на оваа фотографија? Ние претходно рековме дека ќе објасниме зошто се стават маркерите. Маркерите се стават, тоа е
да речеме, Да. друга проблематика, ова заокружување на фреските се ставаат бидејќи токму на овие ограничени површини се чисти живописот со различни намази Така. и средства и едноставно за да се види на помала површина како таа процедура влијае на оригиналниот живопис. Нажалост сега морам да кажам дека овие маркери се уште стојат. Аха. Значи овие фотографии се направени некаде пред повеќе од 10 години. Маркерите се ставени можеби пред повеќе од 20 години. Така. И се уште стојат маркерите, што значи дека на живописот во изминатите 20 на години, ниту пак на градбата немаме ништо направено. И така, мислам, нажалост, состојбата таму е прилично лоша сега моментално. Се надевам дека со последните сега веќе активно се работи на подготовка на тие проекти и манастирот ќе биде заштитен и сликарството ќе биде вратено во онаа првобитна и значајна форма. Мислам, Оваа фотографија ова е представа на распетието на Христос и сама по себе представува многу карактеристична иконографско решение, бидејќи мислам сега како што кажав, нели, секоја сцена, секој библиски настан се знае точно на кој начин се слика во византиската и во поствизантиската. пропорции, пропозиции. Видете, не во однос тоа е веќе во онај стилско-ликовен аспект. Значи, кога станува збор за тие догми, тие се во основа на тоа што се слика. Да. Например, ако претходната фотографија што беше, тоа беше представа на распетието на Христос. Во византиската уметност секогаш задолжително е да се представи Христос на крст и покрај него се представува Богородица и апостолот Јован. Да. А во подножието на крстот се слика черепот на Адам. Значи тоа е она заокружена форма. И под тоа не може. Значи тоа е основата на самата сцена, но може самата сцена да биде збогатувана со други елементи. Во Трескавец, например, кога се види наместо черепот на Адам е насликан самиот Адам, како се пробудува од онај да речеме едноставно со помош на Христовата крв како се искупува од гревот кој што го направи. Исто имаме представа на таа во позадина таа фигура која што држи пехар и ја собира Христовата крв. Таа е всушност персонификација, алегорија на црквата, преку која што ја имаме причесната која што е нели крвта на Христос. И такви елементи, мислам, живописот во Трескавец изобилува со такви решенија. Доста метафорични работи, да. Ова сега што гледаме? Ова е представа на светител, исто од Трескавец. Од Трескавец, така? Да. Понатаму? И баш ете тука може да се види баш стилско ликовно дека ова отстапува од тие византиски решенија. Да. Ете тука се гледа тоа западно влијание, односно влијанието на готичката уметност врз православното сликарство во 15-тиот век, бидејќи гледате има еден обид за натуралност, за реалност во прикажувањето. Веќе овдека имаме приказ од матка, да. Да. Понатаму што имаме? Ја имаме перспективата на објектите во целиот тој тука се географски комплекс. Манастир, ова е повторно зарзе. Ова е повторно зарзе. Значи, имаме една културолошка па и уметничка изразност која што навистина е за почитување, не случајно затоа и преска спомна дека добар дел од нив се прогласени за споменици на културата. Но еве веќе кога почнавме да разговараме, рековме дека поприлично научно-истражувачката дејност во оваа сфера се наоѓа пред одредени предизвици. И кога се подготувавме за емисијата, ми спомна дека има и различни веќе видувања и перспективи како да се делува и во перспектива, но и во тековното работење. Видите, генерално
што се однесува до хуманистичките науки, веќе во подамна и во светската јавност и генерално се зборува дека се во една криза. Таа криза на овие хуманистички науки се најавува уште во 70-тите години. И што не е мал период. Да, уште тоа е половина век скоро. Да, уште од 70-тите години веќе се заговара таа криза која што се пресликува и во општите состојби. Мислам, тука не ставам само историјата на уметноста и археологијата, туку и сите оние науки кои што се поврзани, историските науки, филозофијата и сите, мислам, во основа она што се однесува. Едноставно сме сведоци на тоа дека е се помал интересот. Сега зборува мина државно кај нас ниво и на светско ниво. Така што генерално се соочуваме со голем број на проблеми, мислам, кои што се како да кажем, се од различен карактер. Еве, например, јас знам на времето, кога беа овие науки во некој подем или во една експанзија, се сеќавам дека добар дел од нашите професори работаа тимски, долгорочно, со соодветни средства за да можат, например, да извршат определена реконструкција, конзервација или детектирање на определени изрази, дали тоа ќе биде рано христијанска базилика, дали ќе биде црква или некој друг објект. Ние во нашево работење, во нашево време, мислам дека не сме поддржани на тој начин како тие во нивното време. Например, како еве да дојдеме до луѓе кои што ќе работат со одветна конзервација. Тоа е еден од најголемите проблеми со кои што се соочуваме. Јас загатнав со овие фотографии за Трескавец, но генерално постојано сме во дефицит на такви кадри. Не само на луѓе кои што се занимаваат со проучување, и тука исто така имаме проблем од создавање на научен кадар, научно-истражувачки помладок, но уште поголем е проблемот во непосредната заштита. Мислам, во секој случај ние не можеме да ги двоиме овие две гранки една од друга, бидејќи заштитата и презентацијата и популаризацијата, сето тоа мора да биде тоа мора да биде целина, втемелено врз основа на научни сознанија. Да. Мислам, едно без друго тоа не може да функционира. Сега ние, особено во последните години, се соочуваме со проблем со тоа што ниту имаме научно-истражувачки помладок, луѓе кои што би се профилирале во истражување. Мене ми е најблиска тема средновековната уметност, па затоа можам да кажам од тоа стојалиште, но имаме истата ситуација исто и во археологијата, колку што можам, и во етнологијата, и во сите овие научни области, барем со кои што се занимава нашата институција, односно Институтот за старословенска култура од Прилеп. Некако овие, мислам дека како што спомнав, се должи на едни глобални текови од една страна, но од друга страна и на непостоењето на јасна државна стратегија за создавање на кадри и за третирање на овие споменици. Бидејќи ние како држава мора да се грижиме, тоа е нели и она највисока цивилизацијска придобивка, да се грижи за собственото наследство. Особено што еве и вие ми спомнавте дека се работи за милениумски текови. На тие свети места. Значи тие се пред се не само што укажуваат на таа милениумска традиција на постојањето и на екзистирањето на христијанството, сепак тие имаат и високи уметнички вредности, високи архитектонски вредности, значи тоа се објекти кои што имаат собствено значење. И без разлика на сето тоа, мислам, без разлика на значењето во поглед на ова, тие имаат значење како наше културно наследство, кое што во никој случај ние како држава не смееме да си дозволиме да биде во загрозена состојба како што се наоѓа сега поголемиот дел од овие објекти. Да, јас сепак ќе си дозволам, бидејќи ние сме и двајцата во тие хуманистички науки, да искоментирам дека ако сакаме да градиме соодветна државна стратегија, па и успешна политика, мора да се даде особен акцент на културата, овдека во најширока смисла ја спомнувам,
бидејќи ова е дејност, ова е поле каде што можеби треба да се вложат средства, но тие средства на еден долгорочен план и носат не само приходи, туку и профити. Ете да бидеме сурови, па да бидеме и материјалистички определени, покрај... Да, мислам, тој материјалистички со оглед на секојдневието во кој што живееме и тоа како начин на перцепирање на ова често се истакнува и ова дека има потенцијал за туристичка експлоатација, за да придонесуваат, но јас сега баш пред некое време имавме некоја дебата и разговаравме, се покрена прашањето дека вложувањето во културното наследство е скапа работа. Јас би рекол не е воопшто скапа работа. Не е воопшто. Точно. Знаете во кој аспект не е скапа работа, бидејќи ниту еден од овие споменици за кои што зборуваме нема цена. Да. Не можеме ние, мислам, нема 40 вакви цркви па да определиме која е цената на вредењето на еден ваков споменик. Тоа е безценета работа. Да. Така да во оглед на тоа, ако си дозволиме да пропадне било кој, значи еден квадратен метар од било кој живопис, ако си дозволиме да пропадне, тоа е завршена работа, значи нема повеќе назад. Поради тоа мора да настрана од овие финансиски рамки да се размислува во поглед барем на заштитата и на културното наследство. За останатите точки веќе е друго, мислам промоција, презентација, експлоатација е друго, но заштитата е безкомпромисна е во секој случај. Но покрај тоа финансирање, јас пак се навраќам. Ние немаме кадар. Значи тоа е основниот проблем. Треба да се создадат нови генерации на конзерватори кои што ќе ги преземат работите и кои што ќе можат да овозможат да екзистираат и понатаму овие објекти. Апсолутно, јас се сеќавам, нашите професори дури ја имаа можноста да се усовршуваат и во Италија и во други западноевропски држави кои што можеа да нудат таков образовен поттик и она што ќе го научат да го применат во нашата средина. За жал, нашиве генерации, еве да речам нашава генерација, ја нема таа можност, ниту па помладата генерација од нас. Нажалост, ние ниту пак имаме соодветно образование, мислам, за сите овие аспекти на конзервацијата, бидејќи најголемиот дел на конзерваторите кои што работат произлегуваат од ликовната академија. Мислам, тие се одлични оние генерации кои што работеле и се надоградувале во самите институции во кои што биле вработени. Бидејќи тоа е една тактилна работа која што подразбира и познавање на самите техники, значи но еве сега барем во она што се случува како моментална состојба се создава еден меѓугенерацијски јаз, оние генерации кои што се обучени, кои што владеат со техниките и се способни за поголеми проекти, заминуваат полека во пензија, се пензионираат. Од друга страна, немаме млади луѓе кои што би можеле од нив да го преземат стекнатото знаење. Така што мора да се најде некоја солуција за да се надмине сето ова, барем да се обезбеди потребниот број на кадри кои што ќе можат да го продолжат ова. Да, јас знам дека Институтот за старословенска култура веќе 14 години вие имате и такво право да се грижите или да го застапувате, особено грижата, нели, околу нематеријалното духовно наследство. И видов дека имате поприлично проекти во таа насока. Јас ова само го спомнувам во име да знае публиката дека вашата работа е поприлично комплексна, покрај научно-истражувачкиот дел вие се грижите, нели? Да. И за овој вид на духовно наследство. Да, ние сме овластен субјект за заштита на нематеријалното културно наследство, односно за оно, како што се нарекува, нели, уште духовно наследство. И моите колеги кои што се по вокација етнолози, етнокрајолози, значи тие директно се занимаваат не само со истражување на ова културно наследство, бидејќи тие постојано се активни на терен, прибираат материјали и не само еве сега да го поврземе во оно што претходно. Значи ние не се соочуваме само со загрозеност на материјалното културно наследство, туку со самото менување на животот.
со оваа глобализација која што денес ни се случува, со масовното оцелување на населението, и нематеријалното и духовното културно наследство е во исто таква загрозена состојба, бидејќи обичаите полека почнуваат да се забораваат, да се видоизменуваат. И ние како научни работници ја имаме таа обврска да се грижиме, нели, и покрај тоа што го истражуваме, да се грижиме и да не пропаѓа ова културно наследство, па така за среќа ете ние сме овластен субјект и се изработени голем број на елаборати. Видов јас има и публиката да ја упатиме на вашиот сајт на институтот, каде што може да се запознае со сите тие проекти кои што вие сте ги изработиле во рамките на таа заштита на покрај тие проекти кои што се научно-истражувачки, стручно-апликативни проекти, значи институтот, еве накратко да се осврнам сега на институцијата, да кажеме, е основана од 1980 година. И од тогаш до сега активно се занимава со научно-истражувачка работа. Има реализирано голем број на комплексни и гломазни, да речем, научно-истражувачки проекти, но покрај овие научно-истражувачки проекти исто имаме бројни проекти од областа на културата, на стручни проекти, значи археолошки истражувања, тука станува збор во голема мера, на теренски етнолошки истражувања и овој сегмент за заштита на нематеријалното културно наследство со изработка на елаборати за обичаи, за игри и така натаму. Неодамна по повод 24 мај наш гостин беше професор доктор Маја Јакимовска-Тошич од Институтот за македонска литература и разговаравме покрај значењето на двајцата браќа Кирил и Методи за она што сега оди како иницијатива на Советот на Европа за рутата на двајцата браќа. Покрај тој институт е вклучен и вашиот институт. Така. Во која насока ќе делува овој институт вашиот во рамките на ова иницијатива, бидејќи сепак се работи за европска, да кажеме, европска иницијатива е. За среќа, да речем, заедно ние баш заедно пристапивме кон оваа рута со Институтот за македонска литература и имаме статус на полноправни членки. И ние Институтот за македонска литература. Всушност, тајде накратко да се осврнам на оваа иницијатива на културните рути на Советот на Европа, бидејќи тоа е покрај рутата на Свети Кирил и Методи. Советот на Европа од 1987 година ми се чини, можеби грешам сега со годините, но мислам дека во тој период започнува со иницијатива за креирање на такви културни рути. И првата културна рута е всушност таа поклоничка рута до Сантијаго де Компостела во Шпанија, која што поврзува повеќе земји кои делат некакви заеднички вредности или некакви заеднички историски случувања, личности, некаква поврзаност. Но во секој случај, за да се стане дел од една културна рута, треба да се акредитира таква културна рута, треба да учествуваат поголем број на земји и да може едноставно да се случи тоа вмрежување помеѓу нив по основа на ваква културна традиција или личности историски и така натака. Во културната рута на Свети Кирил и Методи покрај нашата земја, ние станавме лани полноправна членка, нели, на национално ниво и како институции, учествуваат поголем број на земји. Седиштето е во онај историски регион на Моравија, каде што баш се одвивала таа мисија на Свети Кирил и Методи, што значи помеѓу Чешка и Словачка, но исто така членки се и Италија, Словенија, Бугарија, Грција и извинете ако заборавам некој од земјите. Претпоставуваме Хрватска, Македонија. Да, тука сме, ние сме да речем членките. Или оние каде што ја користеле глаголицата. Едноставно на некој начин сите оние земји кои што се посредно или непосредно поврзани со животот и особено со делото на Свети Кирил и Методи. Да. Ова иницијатива отвара голем број на можности. Пред се за популаризација, нели, на нашето средновековно културно наследство, и во оваа фаза ние сме посветени на определување на оние точки кои што барем од материјален аспект се на некој начин поврзане со материјален, не мислам материјален како материјални остатоци во случајов,
кои што на некој начин се поврзани со ова дејствување на Свети Кирил и Методи. Па така направивме едно мапирање на сите споменици каде што имаме портрети нивни насликано од византискиот и поствизантискиот период, исто и портрети на нивните ученици Свети Климент Охридски, Свети Наум Охридски, археолошки локалитети кои што датираат од времето на нивното делување и така припремаме еден водич, да речем, до сите овие локации, на тој начин да ги запознаеме и туристичките оператори за да можат да се поврзат со странски туроператори и да влезе во нивната понуда сите овие споменици. Особено што факт е дека Преспанско-пелагонискиот дел изобилува со такви представи и со такви можности да вие тоа го мапирате. Да, мислам и не само ние работиме на пошироката територија на Македонија. Точно. Има и Кумановскиот дел, така се сеќавам, ги има, но оние најстари, најзначајни портрети секако се поврзани со Охрид и со регионот околу Охрид. Така. Александар, нас ни измина она време кое што ни е веќе за реализација на емисијата. Јас благодарам на вашето учество, особено што вие денес специјално дојдовте од Прилеп во Скопје за реализирање на оваа емисија. Ви благодарам уште еднаш на можноста да гостувам во вашата емисија. Ми беше и мене чест и задоволство да се расприкажам, да речам, на овие теми и се надевам дека ќе имаме уште прилики да разговараме вака и на други теми. Секако, ми представува особено задоволство кога можеме да говориме на теми кои што се од нашиот научно-истражувачки домен. Александар, секое добро. Ви благодарам. Драги гледачи, овде завршува денешната емисија. До следниот четврток бидете во добро здравје и убаво расположение. Добра ноќ.